Јас сум слободен човек и како таква се доживувам и приватно и службено, односно како новинар. Без оглед на околностите, начинот на кој владее една или друга политичка гарнитура. Но ќе ви кажам низ личен пример што значи притисок и рушење, одзимање, обид за одзимање на слобода на еден новинар низ лични примери. До сега, значи зборувам само за овие 23 години. Во време кога после првите избори победи ВМРО ДПМН на власт, мене ми се случија два испади. Еднаш ми беа кршени стакла на семејната куќа и еднаш искршена оградата. Во вториот турнус на владење, 98 година, добив две приватни тужби од тогашниот премиер Љупчо Георгиевски и двете повлечени. Не ме тужеше како премиер, значи како приватно лице. Сега имам малку подолг список за притисоците што сум ги доживеала од СДСМ, иако важам општо за нивни човек кој се продал на ВМРО, сега нормално, со додавка и значи блиска до врвот на таа партија. Значи, ова се наброени таксативно притисоци вршени врз мене. Политичка интервенција со закана за апсење по објавување на детали од акцијата Паравојска. Заканите дојдоа директно од министерот за внатрешни работи Љубомир Фрчковски. Има ова све што ќе го наведам, имам и пишани, и усмени, и живи сведоци. Бареше да му го дадам изворот на информацијата. 93 година беше тоа. 93 година исто така, во неделникот Пулс, почнав да објавувам имиња кои работеле со тајните полициски служби. Имав список од 160 имиња кои ми беа дадени од конспиративен извор, притисокот беше извршен, значи 93 година. Зборам, тогаш немаше закон за лустрација, а Пулс се залагаше да се изврши лустрација. Третото продолжение беше забрането после притисокот што го извршија двајцата први луѓе на Македонија. Председателот на државата и председателот на собранието, Киро Глигоров и Стојан Андов. Бидејќи врз мене не успеа да извршат притисок, не успеа ни врз главниот уредник на Пулс, тогаш стапи во дејство инокосната одлука на НИП Нова Македонија и беше разрешен целокупниот колегиум на 31 декември во 10 саат Сабајлеп, значи на прослава на пред Нова година. Дигнавме голема врева, го обвинивме директорот на Нова Македонија со напис во Пулс дека се служи со сталинистички методи, си ја повлече одлуката и ја покажа својата демократска големина со тоа што дозволи да се објави текстот во печатницата на НИП Нова Македонија, иако Пулс беше издание него. Обид, сега зборувам за 94-та преоѓам. Љубомир Фрчковски во својство на министер за внатрешни работи побара од видните или угледни или носечки новинари во Нова Македонија, во сите изданија. Во неговиот кабинет имаме и колеги кои беа присутни од радио и од телевизија македонска на тој состанок. Бараше да извршиме овај новинарски удар за смена на раководството во редакциите во Нова Македонија, вклучително и првиот човек,
ние тоа го одбивме и рековме дека ако сакаме промена, ние самите ќе си ја спроведуваме, нема да ја правиме за негови потреби. Тогаш тој ни кажа, бидејќи оцени дека сме непослушни, дека ќе формираат нов весник, дневник и ќе го постават Бранко Геровски, нашиот колега, иначе познат борец за демократија, за главен уредник, бидејќи со овие зборови, бидејќи тој извршува без да праша и дека на новата власт во Македонија, плурална ете така да речеме, и требаат новинари кои ќе бидат печурки, одгледувани во подрум и хранети, ќе ми простите, со измет. На тоа, единствено јас во Пулс и колешката Невенка Митревска, која се надевам дека е жива и во пензија, во Нова Македонија, реагиравме. Нашето здружение новинарско немаш, пошто беше монопол, немаше абер од никаква реакција. Сега, идеме. Ке може ли да ги кажам? Сакам да ве замолам да ја завршите мислата во една или две реченици. Јас сакам, уште еднаш сакам да ве замолам, посебно вас, почитуван колега, не ви го знам името. Сега значи ќе прескокнам период понатаму. Да се однесувате со должна почит. Сакавте за слобода на медиуми да зборувате. Во Собранието на Република Македонија, тоа го кажав минатиот пат, изгледа не знаете кај се наоѓате. Може ли да кажам, да завршам? Ќе продолжите. Сакам да ги опоменам сите. Сега, 2 дена со колегите се заневи, ги оправдувам колегите, ајде, ние сме постојано заедно и се расправаме и политички противници и така натаму, па имаме барем малку респект. Значи, не можете така да се однесувате. Вие не сте ни пратени, нити народот ви гласал за така да се однесувате овде. Значи и тие што народот ви гласал, така не може да се однесуваат. Гледате дека не се однесуваат така. Може ли, еве, ќе прескокнам другите години. Само завршете мислата во една-две реченици, бидејќи толерираме известно време надвор од тие 5 минути. Доживеав забрана за пишување во сопствен весник, кој го формиравме 4 новинари, се викаше Неделник Зум. Јас бев во тој момент главен уредник, освен сопственик. Под притисок на партијата која се залага за медиумски слободи, да ми се забрани да пишувам и да пристапам во сопствената редакција до 15 септември, а повод беше мојата колумна од 12 август, која се викаше "Ќе го бранам Љубе". Требаше, сите знаевме дека ќе го носат во Хаг и ќе и се суди на Македонија. После тоа, добив тужба и осудена сум, една од ретките новинари во Македонија, 6 месеци затвор, заменето со 2 години условно, за објавување агенциска вест која ја превзема секој медиум во Македонија, судена и во Гевгелиски суд, а судиката денеска е судика на апелационен суд и ја пратам кариерата како напредува. Трето, ама сега не можете вака. Значи, ве замолувам. Ве молам, вас ќе ви биде корисно. Само уште 2 реченици. Колеги, не сакате да чуете. Само 2 реченици. Ве молам, господјо Велиновска, да завршите со една реченица. Ве молам, само 2 реченици. Гледам дека бурно реагираат колегите. Завршите, ве молам. Сакате поише да биде напишано, така? Ќе продолжи господја Велиновска со завршната реченица која ќе обезбедите реагирате од 2 реченици. Кога ќе обезбедите ред и мир. Господине Македули, значи не сме на пазар, не се однесувајте така. Што е ова? На што личи ова? 10 минути пауза да ги смирите нервите сите.
Ама зошто? Противно ќе ја прекинам надзорната расправа. Ама кој Да ги си? смирите Па нервите прекинеш, да се па однесувате прекинеш. со елементарна пристојност и со домашно Па кој е воспитување. пристојно? Срамота. Завршна Кој ви реченица. прави? Зашто бидејќи- 15 Минути минути? пауза. Ама дайте ми само една реченица да завршам. Ама немојте, ве молам. Ве молам. Ве молам. Ама ве молам. Господине председавач, еве ќе си отидам, нема да кажам, ќе напишам. Еве ја слободата. Не, знае. Ме не сака да чуја. Слобода на мене. Не кете. Билче, Сега ќе стигнав. странки фајке, другарче. А? Странки фајке. Ама не сака да чујат. Сакат вистина, сакат слобода, не ќе слобода. Еве ја слободата. Микрофон